веќе луѓето почнале да не го ценат традиционалното, ние што го правиме тука, значи све увезеното некако, иако тоа не е убаво, пошто не е природно, да речеме тие се све нешто што се увезене од странство, што не знаеме што купуваме, со што се покриеме. Здраво, господин Нусрет, вие сте јорганџија. Да. Колку години се бавите со оваа професија? Значи, професионално 15 години. Тоа порано како детство, тоа не го рачунам. Значи, како професионално 15 години. И ден денеска уште се држиме и валјда ќе траеме уште повеќе да си држиме традиција, да не се губи. Кажете ми, вие сте еснав, да речеме. Така викаат во турската чаршија. Не, еснафот е нешто друго. Аха. Значи, па и ние се вклопуваме занаечиите со еснафот, така да ние сме занаечи. Еснафот е нешто друго што се вика институција, што соработуваме со еснафот за чаршијата како да преживее. Така. Учиме многу работи за Скопската чаршија. Кажете ми, како започнавте токму баш за јорганџиството, да речем? Значи, јас фамилиарно не го имаме ова, значи, наследено. Како мал, како помлад, значи, влегов така во овој занает и меракот, еве ден денеска сум уште со овој занат. Сега ќе видиме колку ќе биде за да го продолжиме, не знаеме, пошто стварно условите се многу веќе кај нас тука во Македонија се катастрофални. Значи, ден за ден едва и преживуваме, така да ќе видиме сега. Колку се разликува од работата сега и порано? Па многу. Сега, значи, веќе луѓето почнале да не го ценат традиционалното, ние што го правиме тука, значи све увезеното некако, иако тоа не е убаво, пошто не е природно, да речеме тие се све нешто што се увезене од странство, што не знаеме што купуваме, со што се покриеме. А ние тука веќе имаме традиција како држава со памук, со волна, значи и би препорачал на сите гледачи, доколку имат уште јоргани со памук, со волна, никако да се фрлат, пошто тоа се природни, нема да се наоѓа понатаму, да ги донесат, да се преработуваат од стари па нови, пак ќе има, значи, нови јоргани. Така, на кој начин вие ги реставрирате, да речем? Така, значи, ќе го донесат фактички стариот јорган, и ќе се отпарува тој, ќе се менјава све платното и ќе се става ново платно. Значи, според како што ќе си сака дизајнот. Значи, буквално да не се, јас би препорачал пак да не се фрлат како што веќе почнале луѓето, а ќе ги барат многу, пошто климата и кај нас веќе се менјава. Моментално е топло, не се знае како ќе доаѓа со зимата, така да синтетичкиот нема да те грее колку памучниот или волната. Сега тоа се природни. Така да јас би препорачал на луѓето што, значи, да не ги фрлат, туку да ги преработуваат, за да ги имат и за децата, за внуците, пошто тоа е наследство, да, така, да. Така. Кажете ми малце за процесот на работење на еден јорган. Од почеток па до крај. Значи, материјалот веќе кога ќе го имаш на маса, ќе се крои према димензија, после ќе се сошие во машината и после ќе се наполни со памук, со волна, и после ќе се почнува шиењето. Ќе покажеме малце како ќе изгледа тоа при шиењето, така да, значи, во финализирањето на јорганот ќе видиме од после како би дошло до крај, значи, од еден јорган. Кои ви се најбарани јоргани, пример?
Па затоа и го спомнав ја, значи со памук и со волна, пошто се наши традиционални тие и порано немало вештачки органи. И така да сега пак луѓето тоа ги барат, барам кај нас занаечиите. Кај нас занаечиите, значи луѓево се интересираат повеќе не да купуват отколку да ги преработуваат тие што ги имат веќе дома. Така. На кој начин ги рекламирате вие јорганите, пример? Не, па стара скопска чаршија веќе си има традиција и самата улица се вика Јорганџиска. Значи порано имало 30 дуќани или 50, сега се само двајца и така. Значи нема веќе. Кажете ми повеќе за дезените, ме интересираат на јорганите. Дали тие се прават рачно или се шијат во машина? Не, тоа се значи увезени материјали. Има сатенски, има брокат, има декорни материјали. Материјали има, значи што и да сака муштеријата да му се смени во тој јорган или друг да земе, значи има материјали, има дезени. Има сатенски, еве како што ги гледате тука. Така. Кажете ми, од левата страна можам да видам еден материјал. Дали тоа е памук? Да. Ово е природен памук, што ово е донесен така, да речеме за перница. Значи сакат луѓево да спијат со памук. Значи перницата да биде од памук. И ова е веќе ќе влегува во машина и ќе се извлача и ќе стане потполна нова, значи за употреба. Значи веќе луѓето го имале, спиеле со такво и сплеснато е при спиењето и сега сака да му менјават. Значи го разредувате? Така, како и јорганот, како и перницата, пошто кој е навикнат да спие со памук, со волна, значи тие веќе нема да спијат со вештачко нешто. Така. Кои се најважните квалитети и вештини што треба да ги има еден чаршиски занаетчија? Значи без буквално, значи занаетот нема граница. Значи колку и да живееш, колку и да правиш години, све учиш. И значи најелементарните веќе се подучени од постарите и сега другото, пошто јас сум во една генерација што меѓу помладите и постарите, значи во средина сум тука, така да нема и помлад јорганџија нема. Значи јас сум, така да јас имам и идеи што нешто модерното што го барат веќе за да го вклопам со тоа постарото. Какви се тие модерни идеи, модерни дизајни? Модерни дизајни, да, сакаме такво, сакаме вакво, значи све нешто што порано си имале, значи постарата генерација од усталари, како ги викаме ние, значи имале некои други шаблони што само со тие што веќе работеле, а сега малце модерното е нешто друго, значи. Какви ги прават модерните? Па значи не сака такви шари како порано. Поедноставни, верувам. Поедноставни, да, и се значи како кој им текне, пошто интернетот направил некои други работи што веќе кога доаѓа тука он веќе има што сака да бира, значи моделот, дизајнот, така да јас веќе сум влезен во тоа пошто знам, пошто јас не сум некој од постарата генерација, што веќе не знам, така да добро се сложуваме со тие што барат такво и се разбираме добро. Да. Оваа машина, од која година е? Ова машинава е 35 години. Дали е наследство? Наследство, да, наследство, али не фамилиарно, туку од човекот што се го земале занатот. Така, занатот кој што сум го земал, значи од нив. И служи уште, добра е, така да. Дали често работите на машина или рачно? Не, значи тука мора лицото да се сошие во машинава, другото е све рачно. Кој дел го правите рачно? Значи рачно го правиме еве како овие јоргани што ги гледате тука. Овие се рачно, ова машина не може да го изведе. Толку прецизно. Да. Толку значи ова мора да биде имаме некои шаблони што ама мора све рачно тоа, игла по игла. Колку време ви одзема една
Па значи една недела, да, еден јорган, една недела, да. Пошто се работи полека и прецизно. Така. Дали мислите дека ќе има конкуренција или нови генерации што... Нема. Па и јас верувајте дека се мислам како да го продолжам веќе. Пошто стварно е катастрофа веќе кај нас, не знам по кои причини, кризата од пандемија навамо, па и пред тоа малце се осети, па сега уште повеќе и сега не знам доколку ќе терам, ама тешко е многу. Значи, а луѓето ќе имат потреба. Сега некако, ама сепак кога не можеш, немаш услови, немаш значи џабе што ќе губам уште тоа време колку ми останало за нешто што веќе стварно немаш ништо што се вика помош или па буквално не знам како да го објаснувам. Кои совети би дале на оние кои сакаат да го следат вашиот пат или пак да практикуваат какво било за неечество? Вака не е лошо луѓево, младиве да доаѓат да видат како е за понатаму. Нешто да стекнат од знаење и од занаетот. Ама нема такво. За сега нема никој значи што сака да продолжи нешто вакво занаечество. Нема, пошто гледат самите, значи доаѓат и се информираат, пошто ние се една мала држава што се веќе сите се знаеме меѓу себе и така знаат дека колку е, како иде. Буквално индустријскиве по големите маркети, по не знам што, значи увезувањето и нашиот занает полека умира. Да. Изумира, така да